среда 17 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание од своја страна на телевизија Сонце. Ви најавувам едно поинакво музичко дружење, овој пат со нашите Компас бенд во состав на Љупчо Ваневски Бубе, Ивана Георгиевска и Мишо Стојановски, моите денешни гости. Ви благодарам, дечки, што ја прифативте мојата покана да бидете дел од студиото. Благодариме за поканата, добро ве најдовме. Како сте? Одлично. Одлично. Компас бенд, добро познат бенд на многумина од нас, меѓутоа денес во еден ваков состав. Јас ќе започнам, Бубе, со вас. Ќе ве навратам на почетоците. Од кога Компас бенд, зошто и како приказната позади Компас бенд? Па јас као најстар член на бендот, можам да кажам, бендот обстојува веќе 33 години на нашата музичка сцена. Како професионално, значи со песни, така и низ ноќните клубови низ Македонија. Бендот почна, значи јас со уште еден колега го основавме, кој веќе не е во бендот. Новите членови се Мишко и Ивана. Ивана е веќе 13 години во бендот, Мишко е 3-та година. И така да овие се нови почетоци, да кажам, професионални, значи со снимање нова музика и работење у студио. Така, ајде малку повеќе за улогите во самиот бенд. Ивана, вас ќе ве запрашам. 15 на години ми рековте дека сте дел од бендот? 13-та јас, така. Добро. Ајде, вашата улога во Компас бенд, приказната со Компас бенд. Приказната, па да, ние сме вокалните изведувачи, Так. Мишко е на Сајзер. Како јас го запознав бендот? Во тоа време, зборам кога они имаа веќе претходно девојче, кое пееше со нив. Во тој период прекина ги гледав на една емисија со претходниот колега како кажува дека им треба пеачка. И по игра на случајот, една вечер излегов, требаше да идам на роден ден кај другарка од факултет и поминував низ плоштад. И слушам од плоштад иде како пее Владо, ама не пее Владо, викам Владо има концерт. Потоа пиде некоја странска песна, звучи сам стварно така како што треба да звучи. Јас во тоа време навистина се воодушевав, ама не можев да претпоставам дека се работи за бенд Компас, дека свири на Винофест беше тогаш. И како се приближував до бината, забележав дека е бенд Компас, без пеачка, нели нормално, и јас си решив да си почекам и да си ја пробам среќата, затоа што претходно ги гледав на емисија дека им треба девојче за работа и викам ќе си почекам да се заврши настапот и да им придам да се запознаеме. Заврши што заврши настапот, и на брзина почнаа да се спремаат за клубска свирка, беше веќе доцна. Јас се качив на бината и прашав дали може да пеам со вас. Јас сум Ивана, може ли да пеам со вас? И неговиот одговор беше може. Доста храбро, доста директно. Може, не дека не ми било срамно, само сум имала и трема и многу повеќе, нели, во споредба со сега, да му придеш на некој што не го познаваш и да побараш да те прими во својот бенд и некој да ти рече да може, прво навистина треба храброст, ама желбата беше многу поголема. Да. Така, она кај тебе внимаваш што посакуваш, може навистина да ти се оствари. Па да, моите желби се исполнуваат вистина. Да, така. Кога нешто навистина сакаш се остварува. Така, вие сте, да кажам, јас не се покајав никош за краткиот одговор може. Да, без да ме познава. Така. Можам да кажам уште многу години дека ќе траеме и ќе соработуваме. Одлично. Мишо, вие сте најмлад во бендот, најмлад во бендот, 3 години. Како е вашата приказна во Компас бенд? Па ние, тоа беше страшно спонтано. Случајно се слушнавме со Ивана, разменувавме некои... Значи, целата приказна околу бендов е спонтана. Да, разменувавме некои матрици, некои ритмови и во тој момент баш Ивана рече, па ние моментално сме без фазериста. Вика, сакаш ли да почнеме нешто заедно? Почнавме и еве траеме. Траете. Дечки, што се случува моментално во Компас бенд? Актуелни сте со најновата ваша песна, многу автентична, многу певлива на руско-македонски јазик, меѓутоа и песна инспирирана од навистина вистинска приказна. Да. Ајде, кој ќе почне со вистинската приказна? Пак јас ќе пробам, пошто приказката не е мојата, е приказка на мојот татко. Значи возрастен човек од своји 90 години.
Тој приказка кој он ми ја прескажува многу често, како и што Така. редовно се случува со возрастните луѓе, Така. или кога ќе се седнеме дома и он ќе почне да раскажува приказки, ова е една меѓу по-честите што ја слушам. И ми ја раскажав на колегите и дојдовме до една идеја да од неја направиме песна. И тоа баш така, да биде македонско-руска, пошто и девојката е русинка, дечкото е македонец, значи мојот татко. Претпоставам се работи за вистинска љубовна Вистинска приказна. љубовна приказна, да. Во тоа време татко ми оди на зимовање во Јахорина и таму ја запознава и девојката си доаѓа со нејзините, он со своите родители, она со нејзините родители. Врската трае многу кратко, се запознаваат, она се враќа во Русија, во Македонија, али ете спомените остануваат и на еден начин ја овековечивме се. Дјевушка. Девушка, да, Девушка. девојка на македонски. Девојка на македонски. Се снимаше спот како да на Пелистарчинам. На Пелистар, така. Да. Колку време се работеше Дјевушка или како и да е? Ограничени бевме со време, со оглед на тоа што моравме да го искористиме снегот кој се топеше, го имаше единствено на Пелистар и воедно сакавме да го искористиме периодот нели зима, да ја пуштиме песната заедно со спотот, да испромовираме, да се одвестува на периодот за кој се пее. Се снимаше во 2 дена, со тоа што ние снимавме еден ден како бенд, кадрите со нас, а следниот ден статистите што беа во спотот и спотот исто така, приказната течеше спонтано, да кажам дека е наша режијата, самата песна си ја напиша режијата. Снимањето тече. Како се снајдовте? Како се да, Се Не смислила наша, уште него на тогаш, татко се ми, да. смислила. Не беше смислена, него како што Само ни по кажуваше, себе, така само по себе. Да, па тоа заслужило да биде преточено во песна која што ќе се слуша. Како се снајдовте со рускиот? Со рускиот имавме лектор по руски јазик, воедно ќе ја поздравиме професорката Елена. Ние си отпеавме демото како што го отпеавме и го пуштивме да ни ги изговори зборовите и воедно и да ни ги отпе и ги следевме незините упатства. Така, кој се јавува како композитор на Дјевушка? На Дјевушка композитор е комплетен автор Цики. Зоран. Зоран Дуди. Да, и кој Зоран целиот го процес на вика. создавањето одеше лесно, онака бидејќи имавте веќе приказната или? Да. Па ние му ја раскажавме приказната и побаравме од него што може од тоа да извлече, значи од целиот тој расказ, како да кажеме, или приказна, да го извлече, пошто песна која се прави, значи мора да биде тоа кратко, да малце зборови, а многу да кажува, нели? Така. Секи тоа го склопи, пошто контактите обично на Ивана оставаме таа обврска да Како се лице брка за околу односи со бендот јавноста. ван настапите. Она се слушала, секи го склопил тоа, значи и текстот и музиката и аранжманот комплетно е негова песната. Го склопил тоа и се јавил и ја пуштил песната да ја слуша, Ивана само се јави и рече тоа е тоа. Ајде да видиме дали е тоа. Јас тоа ќе предложам да ја пуштиме пред нашите гледачи Дјевушка од Компас Бенд. Почитувани гледачи, да направиме кратка пауза и ја представуваме токму пред вас. Nacrtaj oblak na neboto, so ljubov obojime, ko bela traga za patokaz, pravo do tebe. Vreme togo menuva naše to lice, ako neka smeni se, ama ljubav ta ne može. Ti moja malinkaja djevojka, ti si negde daleku od Makedonija. Ti moja malinkaja djevojka, znaju
Снегулкана Бланка, моја принцеза од Русија. Нацртај срце на хартија и помисли на мене, за душата да замрзне, дур не те пронајде. Знам, времето го менува нашето лице, ако нека смени се, ама љубовта не може. Ти моја маленькая девушка, ти си негде далеку од Македонија. Ти моја маленькая девушка, Снегулкана Бланка, моја принцеза од Русија. Ти моја маленькая девушка, голубое небо, наша подружка. Я твоя милая маленькая девушка, голубое небо. Така и се враќаме назад во студиото. Ја слушнавме девушка, како сте задоволни од самата песна, од фидбекот кој што го даваат слушателите? Ивана, ти ни откри позади камерите дека песната навистина се пушта скоро на сите радија, дека е слушана. Тоа ни е најмногу драго. Веќе на поголем дел од радиостаниците се врти, дали хит на неделата, хит на денот, мислам навистина дури изненадувачки како брзо допре до публиката и како ја прифати публиката. На секој од нашите настапи ја пееме. Дури ако некогаш се случи да нели според репертоарот отидеме во некоја друга насока, ќе се најде некој од гостите обавезно да ја Да, побере. тоа ќе ме прашам дали ви ја бара. Особено драго, да. Тоа е преголемо задоволство. Се Кога ќе полни дојдат срцето, на жив настап, на жива свирка и да ја побарат песната која е Значи, ваша, мислам, е препознатлива нема веќе повеќе. и станува автентично. Кога сме кај настапите, каде можеме да ве гледаме периодов, да ве слушаме? Вишо, Ајде, Иванче. ајде да Ајде, ние сме веќе 3 години во Дегама. Секој петок и сабота настапуваме таму. Ресторан во трговскиот центар Бисер. Така, Значи, во аеродром. да. И преку недела имаме екстра завои. Значи, као редовна тезга моментално само Дегама, петок и сабота. Да, позади камерите Мишо исто ми откри дека едва и чека да се одмори. Предпоставувам да ви сте немате многу работа. Празниците помина, меѓутоа предпоставувам сте фул ангажирани во текот на целата оваа година која што следи. Сме меѓутоа ние, иако викаме уморни сме, да, нели на секој човек му треба одмор, кога ќе застанеме пред публика, без разлика на бројот на публиката, како нешто да се ресетира во нас, баш тоа го коментираме секогаш. Колку и да сме уморни, па нели кога се периоди на прослави, на матури, зборам кога има еден преку друг настап, се случува некогаш да настапуваме, ама буквално деноноќно. Значи, сега скоро имавме на таква ситуација од 2 попладнето до вечерта до 1:30 некаде.
Така. Имаме навистина доста музичари за толку мала држава, меѓутоа сметате ли дека секој за секого има место под сонцето и дека секој се одбира онаму каде што ќе отиде на свирка на музичари? Имате ли целна група која што ве следи постојано и си доаѓа на вашите настапи? Кај нас и нашето име, кажу, односно слушателите или Да, ќе ве прашам зашто Компас. Ние моментално сме Дегама, тоа е ресторант, значи. Али иако е ресторант, значи таму свириме од до. Баш како ќе не праша за името, значи името не доаѓа ради тоа, името е случајност, као и многу случајности со нас поврзани. Да. Значи, еве веќе за името кој дојав да кажам, на една од свирките многу одамна свириме ние и оди песната на Владе Јановски Компас. И во таа бука дечко еден го праша клавиатуристот како ви е името, мисли на бендот. Така. А клавиатуристот мисли дека го прашал за Која песната, вика песната? Компас. Компас. Тој вика браво, супер лайк, као Компас. И остана Компас, почна да не викаат као и секој надимак што ќе го добија некоја личност. Така, кај вас се оди така по случајност И на само вистина. по себе да ви викам зашто да не на колегата, зашто да не остане Компас. Значи свириме рок, свириме народњаци класични, значи свириме свадби, свириме издорна музика, свириме све, мислам буквално све не може, нели? Али добар дел од музиката која се бара кај нас, гледаме да ја имаме во репертоарот. Дали девушка ќе значи враќање на Компас бенд назад на голема врата со авторска музика? Па мислам дека да, затоа што веќе имаме 4-5 песни кои ги спремаме. Значи девушка е првата која пуштивме и најверојатно етапно за секој 3 месеци ќе имаме нова песна. Спремаме и фестивалски песни. Така да све во припреми, а како ќе оди ќе каже времето и среќата и многу фактори од кои зависи све тоа. Дали ќе испадне по планот. Бендот ви е повеќе од 30 на години, меѓутоа вие сте сега тројцата споени, како синхронизирано делувате? Дали мислите дека вие сте тие или дека можеби ви фали уште некој, може да вклучите уште некој внатре во бендот? Секогаш може да се вклучи некој плюс. Ние сме една компактна целина, мислам дека буквално ја и кога не бараат за оние живи свирки, посебно за свадбите, ќе прашаат голема сцена, бара и поголем бенд, да кажам, например на свадба од 300-500 луѓе, огромна сала, и сега на бината, пошто само Мишко свири, кога ќе погледнеш бината, малце е празна. Ние сме Значи можда ни фалат. Мишко, дали ви фалат луѓе? Не. Не него во Можда ни сам фалат, сам да кажам, поише статисти, значи да изгледа сцената богато. Од тој аспект, да. Додека и, значи, кога би имало плюс музичари, не значи дека нема да е подобро. Све плюс што е. Така, ги споменавте свадбите, колку сте активни во делот на прославите, во делот на оние приватни забави, може? Дали сте ангажирани таму? Приватни забави континуирано, Да. Непрестанно сме. Потекот на неделата обично ги договараме, бидејќи редовно, како што кажавме, веќе сме во ресторан Дегама и обично тие родендени, слави, прослави, било каков повод, значи буквално одиме секаде каде што ќе не повика доколку има можност. Во однос на програмата. Свириме и коктели на амбасадите, значи тука иде само една музика и сега тука имаме малце проблем кога ќе дојдат, значи на некој место каде што ние свириме странска музика, или да кажам, има места каде што ноќни клубови каде што се свири оваа турбо музика сегашна. И кога ќе дојдат луѓето на место каде што не ја слушаат таа музика, ќе читови или ќе не свира за валата. Да, токму така, затоа и ве прашав за целната група на луѓе, најверојатно секој си знае што се слуша, па си знае кој што изведува и така Не си знае дека нас може да местата. очекуваат се, меѓутоа како што кажа да се надобрзам нови муабет, имавме сега скоро една коктел забава за една голема фирма, правеше некој си 35 годишнина, мислам дека беше од постоењето, и се свиреше исклучиво странска музика, нешто забавно македонско. Имаше една група која не знаат и од други места и чекаше да заврши целата таа забава, буквално сите да си отидат и да отпееме неколку од тие, викаат тие нашите. Од нашите. Да. И барем една. Барем една, Пошто да, барем. луѓето кои организираа забавата не сака. Да. Вика може да ги испуштуваме само со една песна. И така сме. Сака македонецот песна, сака забава, сака да се Додека во весели. Дегама имаме од до. Значи возраст, да кажам, од 20 некоја година до 80 годишни луѓе, значи фамилиарни луѓе доаѓаат. Мажи и жени, да не кажам и доста Да, странци. таму чинам дека се Да, доаѓа и има. дека навистина е Французи, преполно. италијанци, Ресторанци, германци, да. значи буквално све.
Бубе, ги споменавте фестивалските песни, ќе ве прашам овде за фестивалите во Македонија. Има ли активни фестивали таму, како се учествува сега, планирате ли учество на фестивалите? Колку фестивалите се место каде што може да се слушнат нови луѓе, да се слушне убава музика, квалитетна музика? Бидејќи порано знаеме дека таму се правеле на вистина хитови. Да, мојата прва фестивалска песна, значи 92 година, 22 години имав, тогаш наставував како дебитант на Валандо, народна песна. И мислам дека во тоа време, значи, паметам као денес, Валандово, Цветници, се чекаше денот кога ќе биде фестивалот, луѓето седа пред телевизија. Додека последниве, како да кажам сега, последниве 15, можда и повеќе години, као да нема интерес, као да се повторува едно исто, да. Па да, и самите композитори, кај нас мислам дека се демотивирани од самото тоа што мислам дека не е доволно платено, не се доволно платени. А и не знам, дали мал пазар, многу работи се фактор да не се ефектни фестивалите. Дури добар дел во тебе музичарите скоро не настапуваат на фестивали. Ја би сакал да они функционираат така како некош или како што функционираат еве Србија. Значи, кога ќе излезе пејач, дали е тоа на Гранд, дали го гледаат, многу народ го гледа и може да као катапулт да отиде нагор. Додека кај нас ние мораме да одиме негде надвор, да снимаме нешто ван за да дојдеме да играме. Се исплати ли да се создава авторска музика, студиска авторска музика? Секогаш се исплати. Секогаш се исплати, да. Најпрво, никогаш не можете да знаете каков ефект и како ќе ја прими публиката таа песна. На крајот на криштата имате нешто свое, како печат кој можеби ќе ве обележи па и за цел живот. Некогаш таа една песна ќе биде она по која ќе ве препознаваат до крајот на животот. Можеби ќе создавате многу други песни, албуми, ќе снимате, не знам, кавер или било што. Меѓутоа може тоа да биде она баш што ќе биде синоним за еден пејач. Од друга страна, секогаш треба да се создава музика, иако ние бевме, можеби ќе речам мрзливи во тој поглед, не мрзливи бидејќи работевме на друго поле. Меѓутоа, да, треба да се создава македонска музика и не би можела никако да се врати сјајот на тие фестивали и воопшто на македонската музика, доколку не се обидуваме. Секоја песна е еден обид и еден допринос во целата таа, мислам, во мноштвото на песни кои се создаваат. Со еден голем проблем што никогаш не се знае дали песната ќе биде хит. Не знае ни композиторот. Имавме таква една полемика од Србија кога свиревме. 2 години ние Београд свиревме, работевме и снимавме. Како бенд, така? Како бенд, да. Саша Драгич ни беше и менаџер и композитор, непознат композитор. На Бајага бил 15 години, на Самаджич, Жека Самаджич потоа. Има напишано многу хитови. И он не зема, значи беше Брајан Фери у Београд гостин, правеше концерт Скопје и кога дојде у Скопје, значи он ги организираше концертите, негов пријател му кажал имам еден бенд тука у Скопје, вика многу добро функционира, дали сакаш да ги слушаш? Он дојде на слушна и вика по којите сутре одиме за Београд. И така почнавме да работиме по Београд. На маса еден разговор, полемика и сега ние бевме спремни, значи за колегата не е битно колку ќе кошта, вика албум сакавме да направиме, значи бараме хит песни, бараме една или две, не е битно, нека кажат цената колку ќе кошта, тогаш беше као некоја единица мерка за албум 50.000 евра во тоа време. И колегата вика, например, спремни сме, ќе ризикуваме све, ќе ги дадеме, ако успее албум. И композиторот вика, кога би знал дека ќе успее, ја би си ја продал својата, ако ќе ги направил албум. Така да, нема правила, значи се работи, дали ќе успее. Дали хитот се знае однапред дека ќе е хит, дали се прават сега Ни самиот хитови со намена. композитор, никој не може да знае. Не, тоа го решава публиката и некоја чудесија, значи може вака и да ти се допаѓа и многу луѓе да речат дека е супер, али крајниот резултат
Да, и мислам дека погрешен е синонимот за хит во последно време што го слушаме, бидејќи овие да кажам инстант песни, што немам ништо против, мислам музика е музика, публика е публика и секогаш има некој што ќе ја слуша, се поистоветува со не знам дали е брза, дали влегува во уво на прва или не знам други некои такви фактори, па сега хит е. Да, борете се до тоа, меѓутоа хит и да остане хит. Така, а не да се слуша, не знам, година, дена и да после веќе да се заборави дека содржина и кога ќе поминат години да се појави нова публика која ќе го слуша истото, да, и ќе се знае дека тоа е таа песна. Каква е состојбата со македонската естрада денес? Соработувате ли со колегите музичари? Па ние соработуваме со сите доколку има потреба, нели без разлика дали станува збор за настап или во било која смисла, дали се работи за емисија или ако треба да бидеме во некоја комбинација, ако има таква потреба, се немаме замерено со никој, ако беше тоа дел од прашањето. Ние сме отворени со, ние сме отворени за соработка, така да. И инструменталистите. Иако се во позадина, сепак и како сте важни. А нели сметате дека фали нешто во делот на музиката конкретно во Македонија? Можеби некој поголем фестивал, можеби некое шоу музичко каде што ќе може да се пробијат и млади имиња? Сигурно дека фали, пошто ние имаме капацитет, имаме музичари и музичари. Значи ние сме ценети, ние Београд кога отидовме, кога не представуваше менаџерот и сега нормално кој секој менаџер ќе не пофали. И во просторијата имаше повеќе пејачи. И мислам само за тоа кога не представи он, вика момци се супер, као топ, звучат вака, така не фали. И еден од пејачите, да не именувам кој не е ни битно познати српски пејачи, само дигне главата како што седеше на телефон, гледаше, момци одакле сте? Македонија, викам. Океј, се. Така, но ќе се сложите, да, Ивана, повеќе. Ќе се сложите со мене дека имаме навистина талентирани млади луѓе кои за жал можеби таму се наоѓаат на тие некои шоуа српски, таму си ја бараат среќата за популарност. Прашањето ми беше за тој дел овде во Македонија. Нема лошо ни во тоа, ама убаво е да си ги имаме дома, зашто да не? Сигурно повеќе деца би изгледа, пошто има некои што или нема финанси да оди таму или со некоја резерва, која би било достапно тука дома, све би било полесно за тие деца. Токму така и од друга страна, како да се оставени младите талентирани луѓе, како да се оставени сами на себе. Кој е рецептот за да се пробиеш во овој бизнис? Мораш сам да инвестираш, некој да имаш ветер во грб? По мене лично, значи, среќата пред се. Да, треба. И некој хит чатпат. Среќата, да се реков, значи, ни композиторот може да ја знае, ни пејачот, никој не ја знае, хитот не го знае. Значи, среќа да се постреќи. Во поглед на тие шоуа, јас ќе се надоврзам, бидејќи како дете немаше шоу на кое се немав пријавено, бидејќи бев од фамилија која нема никој во музиката сериозно да се занимава, па да кажам да те подгурне и да ти го покаже патот. Тоа е многу лошо кога нема кој патот да ти го покаже во одредена работа која ја сакате, имате желба, имате толку многу желба и знаете дека ќе успеете, мислам знаете, барем се надевате, меѓутоа не знаете како. И јас кога бев дете буквално имаше многу шоуа, можеби не беа сите до толку медиумски покриени, иако многу повеќе од сега. Не знам, Мак звезди, Идоли, еден куп моја звезда, не можам ни на имињата да се сетам, меѓутоа знам дека се пријавував на сите од нив. И на едно од шоута кај што бев учесник, ја научив најважната лекција на целиот свет, дека можам да заработувам од музика. Значи не е само желбата и љубовта кон работата, кон она што го чувствувате, туку дека може да се заработува. И мислам дека голема демотивација, сега повторно да не бидам погрешно разбрана, што на тие шоуа се случуваат малку и нерегуларности. Не велам за сите, меѓутоа да. Сега, од една страна, перцепцијата на тој што ве слуша, не дека тој е некомпетентен, некогаш едноставно може би така му се слушнало па нивното субјективно мислење во моментот како ја доживеале изведбата. Тоа не значи дека тоа дете не знае да пее или дека нема да успее. Ама од исклучува важност е тој што ќе ве оценува,
На кој начин тоа ќе ви го каже? Бидејќи кај некого ќе биде тоа мотивација да им докаже дека сгрешиле до бескрај или едноставно ќе го демотивираат па ќе отидат во некоја сосема друга работа, ама и пак е тоа добро Пак е затоа лекција што на некој начин, да. ако вие се откажете на првата препрека што ќе ви се понуди во една работа, тогаш можеби не сте за тоа. Тогаш седи дома Да. и не прави ништо. Ивана ја научила лекцијата дека од музика може да се заработува. Кое е твоето мислење, Мишо? Па може да Се се заработува ли во заработува, се Македонија од заработува музика? од музика, да. Јас сум долг период исто, само што ние свиревме на времето повише рок, него сега сме измезнети више. Сега времето го бара прилагодуваме, така, морате да се прилагодите, Да. така. Иначе од музиката се живее пристојно. Споменавте Само некој што мора да се работи. Не, во- Константно да се работи. Во поглед Тоа и е на тоа. заработката, во секоја една работа, не само во музиката, на кому што му е доволно. Така. И тоа е И точно. кој со што се Кој кон задоволува, што да, цели. да. Иако музиката, без оглед на тоа што нели живееме и живееме од неа, сепак е нешто што се работи пред се за љубов. Првично од Да. љубов, така. Споменавте повеќе песни кои што ќе ги работите, односно ги работите моментално, ќе излегуваат, рековте, на 3 месеци. Може би Компас Бенд подготвува и некој албум, па ќе ни изненадите и со некој концерт. Албумот потом, значи немаме сега песни за албум, се уште. Имаме една песна која планираме да оди на Макфест. Значи веќе е скоро готова. Аранжманот е спремен, не е снимена. Текстот е готов. Аранжманот се уште трпи корекции. Имаме една песна која спремаме за српскиот пазар. Како што спомнавме пред малце. Значи сакаме и таму да пробаме. Сакаме на повеќе страни да се пробаме, па ќе видиме како ќе биде. Албумот ќе дојде сам по себе. Кога ќе има доволно песни, тогаш ќе излезе и албумот. Сега за сега, значи прво ја спремаме за српскиот пазар песната. Таа ќе биде втора песна која ќе излезе. И трета песна иде за Макфест. И имаме уште 3 песни кои не се уште... Претпоставувам не се тоа сите вистински приказни кои што се. Не. Така. Другите не се. Така, дали музичарите имаат слободно време да читаат во слободното време литература, нешто македонско? Имаат. Имаат, и јас сум Наоѓаат, немаат, ама наоѓаат. ќе си најдат, да. Еве јас сум моите пријатели од издавачката куќа Арс Ламина, за секој мој еден гостин обезбедуваме книга подарок и поддржуваме исто како македонски музичари, така и македонски автори. Ќе почнеме од од дамата. Варшавската срна или Трите љубови на Марија Сколодовска-Кири. Ивана, се надевам. Прочитам со многу љубов, благодарам Дека многу. во слободното Да. време ќе си испиеш олја кафи, ќе си Ја немам ја прочитано, прочиташ. ќе прочитам сигурно. Афера во музеот на пари од Сашо Кузмановски, Бубе за вас. И Лазарка од Љупчо Петрески и инструменталистите читаат книги. Да, сите читаат, да. Во моментот читам една книга, да, иако немаме многу време, го користиме секој време за спремање на нова музика, меѓутоа убаво е да се прочита, барем по некоја страница. Имав една професорка по македонски јазик која секогаш велеше одете и читајте. Значи буквално одете и читајте. Не знаете кога што ќе ви затреба. Една информација може да биде Така се пресудна. болнати и батериите, така и се релаксира и умот, покрај сочитањето како на друг начин полните батерии за настапите кои што ги имате, бидејќи вие сте навистина фул ангажирани. Претпоставувам дека се наоѓате по некој издувен вентил за да... За Ивана, она ги полни најверојатно со работа, пошто и дески си работи она. А ја и Мишко си одмараме за да може нека вечерта да Они видиме се одмара, свежи. да. Јас работам и друга ова прилика ќе искористам да ги поздравам моите колешки, бидејќи работам во сметковоствено биро. Ги поздравувам сите колешки во бирото, газдарицата исто така. Еве сега доаѓам од таа работа. Денеска ни е предпоследен ден за завршни пресметки. Ивана, каде го најде НЗС на сметководствено биро и музика? Како го најдов? Па, и тоа случајно излезе. Инаку имам завршено за професор по англиски јазик и шпански, иако там многу кратко го работев и во моментот, зашто велам Компас ми донесе многу голема среќа во животот, мислам навистина е тоа така една огромна пресвртница, бидејќи кога го запознав Компас, во тој момент се отвори бирото, иако газдарицата има веќе долги години искуство во работата, фирмата како фирма беше тогаш основана и се бараа вработени. Јас сум таму највозрасна по стаж. И некако
Ја засекав и таа работа, тоа е многу интересно што јас не сум тип што воопшто сметав дека ќе седам на едно место и ќе работам. Така, со фиксно работно време. Дека денот вака ќе ми помине, дека ќе се чувствувам исто така исполнета. И таа работа исто како и секоја станата која се учи додека си жив. Меѓутоа таму е една друга Ивана, а во музиката е една друга Ивана. Така, при самиот крај, ајде уште еднаш да подсетиме каде можеме да ги гледаме и да ги слушаме Компас Бенд и што е следно на нивната агенда. Да, за сите оние кои се вклучија подоцна, секој петок и сабота да повелат во ресторан Да Гама, оние кои се љубители на музика, на храна, на убав амбиент. Што се однесува до останатата авторска музика, како што кажавме, ветуваме ќе работиме макотрпно, ќе спремаме нова музика и се надеваме дека некоја исто така од следните песни ќе биде исто така прифатена барем колку девушка. Така, останува да ја слушаме девушка, останува да ги чекаме вашите нови песни, ќе ве следиме, тука сме отворени сме, на ваша страна сме, секогаш ќе бидеме. За промоција на вашите нови песни ви посакувам дечки уште многу години успешна работа. Ви благодариме. Многу авторска музика. Да, може музика. повторно во вашата емисија да повелиме и да промовираме некоја следна. Така, ви посакувам уште многу авторска музика и уште многу успешни настапи. Благодариме на подарокот. Пријатно на сите гледачи. Компас Бенд во најновото издание од своја страна на телевизија Сонце. Почитувани гледачи, се надевам дека овие 30 на минути со овие прекрасни дечки од Компас Бенд ви бевме забавни и го задржавме вашето внимание. Овде ќе ви се заблагодарам за времето и вниманието и ќе посакам да се видиме за 7 денот.